Добро вечер во емисијата 360 степени. Прво издание по редовната летна пауза. И во новата сезона ќе се гледаме секој понеделник и петок од 22 часот на телевизија Алсат. Веќе добро се познаваме, така што знаете дека третираме и отвораме мноштво теми од јавен интерес. Така и вечерва. Решението е много елементарно, скъпи приятели, и на мен ми се ще управляващите, лидерите в Скопие да го разберат. С натиск няма да стане. Не стана с Гърция, няма да стане и с България. Интервју со поранешниот председател на Бугарија Росен Плевнелиев. Кога легализацијата на дивоградби станува владина политика. Мештани доставија поплака до нашата редакција дека во непосредна близина се крива уште една дивоградба на државно земјиште. Слика од местата во кои летово обеснеја најголемите пожари. Нема што да се живи, нема што да једемо леп, нема ништо живо више. Крај. Сега ако зборуваме о финансиско-материјалниот дел, и ќе се надомести некако. Меѓутоа, ако зборуваме за еколошки состав, за оно што навистина шумата значи за нас како граѓани, тоа е, може да кажем, слободно и ненадоместива штета. Пописот почна како е на терен. Директорот на Заводот за статистика во ненајавена посета на Тетовскиот регион. Каков е впечатокот после вториот ден? Знаете и вие дека имавме одреден проблем со конекцијата на апликацијата. Реклами, па се враќаме со најавените содржини. Гледате 360 степени. Ова е нашето магазинско издание кое и во новата сезона се емитува секој понеделник од 22 часот на Алсат. Поранешниот председател на Бугарија Росен Плевнелиев смета дека отворените прашања меѓу Софија и Скопје не можат да се решат со притисок од Соединетите Американски држави и од Европската унија врз Бугарија. Ке ги решиме самите ние, вели Плевнелиев, во контекст на очигледните пораки од многу главни градови кон Софија за деблокада на евроинтеграцијскиот процес на Северна Македонија, а со тоа и на Албанија. Съединените щати ще продължат да натискат България, защото в Скопие вярват, че Съединените щати са стратегически партньор. Но те са стратегически партньори на България. И не забравяйте, че България купува за милиарди американски самолети. България строи газопроводи за милиарди, където американската газ да може да стигне до Европа. Така че само с натиск от Съединените щати или от Европейския съюз, където да, Република Северна Македония получава разбиране и България получава много ясен сигнал, че трябва да се намери решение. Но България е член на Европейския съюз. Решението е много елементарно, скъпи приятели, и на мен ми се ще управляващите, лидерите в Скопие да го разберат. С натиск няма да стане. Не стана с Гърция, няма да стане и с България. Во интервјуто што интегрално ќе го емитуваме подоцна во емисијата, ќе ги слушнете и другите аспекти од анализата на Плевнелиев за односите на релација Софија-Скопје, како и неговите согледувања за политичката криза во која се наоѓа Бугарија и изгледите за нејзино решавање. Разговорот го реализираше колегата Владимир Мирчевски. Во продолжение за пописот на населението, домаќинствата и становите во Северна Македонија, кој започна вчера и ќе трае до 30 септември. Директорот на Државниот завод за статистика, институцијата што ја спроведува обемната операција, денеска ненајавено замина за Тетово и околината за да види што се случува во тој регион. Таму беше и наша екипа. Александар Димитриевски. Втор ден е од пописот во Република Северна Македонија. Прва таква операција поречиси 2 децении. Најголемата одговорност за процесот носи Државниот завод за статистика. Начело на институцијата е Апостол Симовски, кој утрово одлучи да го следи пописот од терен, заедно со негов колега експерт од Европската унија. Целта е да оди во ненајавена посета. Регионот каде директорот сака да види како течат работите е Тетовскиот. Попат, Симовски го запознаваше експертот од Словенија за демографските особености на областа што ја посетуваат. Кој е по величина Македонија? Четврти. Ние пак ја следевме делегацијата. Бевме договорени да ги придружуваме, барем во дел од посетата. Првата точка на интерес е општината Тетово.
Шефот на државната статистика прво оствари кратка средба со градоначалничката Теута Арифи. Собирањето се на лаптоп, не се на хартија повеќе. И ми дава можност да брзо работам. Еден кат подолу, во истата зграда, се сретна и со членовите на пописната комисија, инструкторите и попишувачите кои во моментот не беа на терен. Ги потсети на основните задачи. Секогаш носете го на себе овластувањето. Значи, никаде не смеете да влезете без него. Ни се случи синоќа една таква ситуација, некаде и изгледа дека тоа не бил попишувач. Препораката е секој утро, секоја општинска комисија додржи состанок пред да се излезе на терен. Симовски требаше да замине за Желино, а ние побаравме да излеземе на терен со попишувач. Додека локалната комисија ни организираше излегување на терен, поразговаравме со Симовски за неколку прашања карактеристични за Тетово. Регионот има многу иселеници, па како ќе се знае кој да се потпише дома или во странство и како ќе се менаџира недостатокот на попишувачи. Мислиме дека ќе го покриеме целиот недостаток со лица кои што времено се ангажирани во администрацијата и кои што лица живеат на оваа територија и ќе можат тука да го спроведат пописот. Очекуваме да се заврши пописот на време во рамките на предвидениот рок. Воопшто не се сомневаме во тоа, пошто и имаме за разлика од претходните пописи поприлично подолг период на попишување. Значи во овој случај 26 дена, порано беше 15 дена за попишување. На кој начин еден попишувач успева да дознае дали некое лице е во земјава повеќе од 12 месеци или само отсутно од домот во моментот кога попишувачот дошол во таа куќа? Нашите граѓани кои се надвор од државата има можност и се уште имаат можност до крајот на период за попишување да се само попишат. И досега имаме повеќе од 191.000 само попишани лица. Ова можност се уште трае. Постои можност за членови на домаќинството да дадат податоци за овие лица, но апликативното решение е така направено да попишуваш и не треба да размислува воопшто дали некој лице во една категорија, друга, туку да го следи текот на апликацијата. Компјутерот е тој кој што ги прави критериумите и селекцијата на луѓето во која категорија би се метнале. Што значи тоа, дека постои вкрстување со друга база на податоци? Постои вкрстување со многу други бази на податоци и постојат бази на податоци кои што после во фазата на обработка ќе ги проверуваме сите овие работи, меѓутоа и апликативното решение е направено така да се избегне максимално субјективизмот. Симовски го продолжи својот пат, а ние останавме да чекаме пред општина Тетово. Локалната комисија беше љубезна, но проблемот што се појави беше надвор од нивна контрола. Помина половина час откако се разделивме со директорот на Државниот завод за статистика, но се уште не сме излегле на терен со попишувач. Чекаме затоа што системот паднал. Поречи си еден час чекање, почнаа да стигнуваат информации дека некаде системот почнал да работи. Се упативме во Мала Речица. Таму се најдовме со младиот правник Идлер Љума. Како жител на населбата, ова 23 годишно момче е избрано да биде попишувач и негова обврска се 100 домакинства. Носеше маска, ја носеше својата легитимација на видно место и направи се што е во негова моќ да ги убеди граѓаните во неговиот реон да дозволат да бидат попишани пред објективот. По неколку поминати куќи се откажав под намерата да снимиме попишување во Мала Речица и го оставивме Љума да заврши работа барем во едно домакинство. Потоа поразговаравме со него. Si dita parë, për shkak se edhe ka qenë dita e diel, kanë qenë shumë njerëz prezent në shtëpi, nuk kemi pas probleme. Mirë po ka pas edhe shtëpi të cilat kanë qenë personat në migrim dhe nuk kemi mund t'i gjejmë nëpër shtëpitë e tyre. Тетово имаше и се уште има проблем со голем број на заразени од COVID-19 и голем број на граѓани се уште се во изолација. Fatmirësisht ta them, ende nuk kam hasë në një shtëpi në të cilën ka qenë shtëpi në izolim dhe për atë që nuk kanë mund ta bëj regjistrimin. Ende nuk kam hasë në këtë rajon, nuk ka pas, edhe pse ka shumë në Tetov, ndërsa ka disa persona në 3 shtëpi më saktë, ma kanë kërku edhe certifikatën e vaksinimit, se për shkak se na kanë thënë se nëse neve na detyroni të marrim vakcinat, ta shofa e keni edhe ju vaksinën për të leju të hysh shtëpi. Po pasi ja kam tregu se jam i vaksinuar plotësisht dhe më kam pranuar në shtëpi pa asnjë problem. Како вие го доживувате цело ова искуство? Дали ви оди лесно, дали имате потешкоти, како се сноѓате со сето тоа? Në fillim gjehen për shkak se ishte dita e parë, kisha shumë emocione dhe kur fillova që të hyj nëpër shtëpi, te shtëpia e parë më saktësisht,
kisha shumë emocione, nuk e dija dhe mund ta bëjnë rregull, për shkak se kena marrë edhe trajnime që se si duhet që të regjistrojmë popullatën. Mirë po, me njëherë e pash se qytetarët krejt na pranojnë shumë mirë, ato më bën të ndjehem si një prej tyre. Më thonë, a doni kafe, a doni diçka, nuk është problem. Edhe për shkak të mbështetjes edhe atyre, edhe mu duk shumë e lehtë. Го оставив Мидлир да си продолжи со обврските, а ние се вративме пред општината Тетово. Директорот на Државниот завод за статистика се врати од посетата и на Желино. Знаете и вие дека имавме одреден проблем со конекцијата на апликацијата. Сите кои што се за тоа задолжени работеа интензивно. Последните информации се дека веќе е ставена нова функција и се надам дека ќе биде така цело време и понатаму и следните денови. Како функционира тој систем и во што беше проблемот, дали знаете? Не знам да ви одговорам што е проблемот, сепак треба да сега беше битно да се реши. Ќе видиме точно каде беше и што беше целата работа. Добро, и вашиот конечен коментар од сето она што самите го видовте на терен денеска, дали останувате на истите оценки од интервјуто што го правевме пред 2-3 часа за брзината и ефикасноста на спроведувањето? Апсолутно остануваме на тоа. Продолжува процесот. Ќе го чекаме и попладнево да видиме како ќе се одвива, бидејќи очекувањата денеска, пошто е работен ден, интензитетот во суштина да биде најголем во текот на попладневите часови, така да утре ќе излеземе со конкретна информација што и колку сме завршиле во текот на денешниот ден. Се надевам дека ќе биде успешен како што беше и вчерашниот и дека утре и следните денови ќе имаме уште по-ефикасна работа, со оглед на тоа дека и самите попишувачи стекнуваат рутина и ќе бидат и многу побрзи и повишни во целата работа. Подоцна во денот Државниот завод за статистика излезе со подетални информации. Апликацијата не работела на одредени места поради преоптоварување, што како што велат, се можни и нормални проблеми кои се резултат на поголем број на паралелни сесии. За време на прекинот, велат од статистика, и покрај техничките проблеми, биле попишани речиси 10.000 лица на целата територија на државата. Во земјава се уште има активни пожари, но кризната состојба заврши пред 3 дена. Тоа символично означи и крај на сезоната на големи пожари, кои ја открија непредвидливоста што ја носат климатските промени, а пред се некапацитетноста и неорганизираноста на институционалниот систем што би требало да се справува со ваквите ситуации. Нашиот Зоран Јовановски ги сумира проценките за штетите и ја пренесува состојбата во која ги затекна регионите во кои се случија најголемите пожари во изминатите недели и месеци. И од 4,5 сата до 5 не можех да спија и в 5 почна да се дига пламен и се дојдеа и цистерни и се, ама не можеме да спасиме селото, ќе ни изгори. Огромно огнена стихија која што ја гледаме само во научно-фантастичните филми. Това озгоре ако беше пробил одине и ја ќе изгорих и тие ливадина на голите трашти. Бог да чува луѓе е страшна работа. Страшна работа е това. Нема што да се живи, нема што да едемо леп, нема ништо живо. Крај. Никој ништо не ти ни да, ни до нас. Штетите во населените места, во селата и во градовите се навистина мали, имајќи го во предвид обемот на пожарите кои што ја зафатија Македонија. И оваа штета ќе треба да се надомести сега ако зборуваме о финансиско-материјалниот дел и ќе се надомести некако. Меѓутоа, ако зборуваме за екосистемски услуги, за еколошки состав, за оно што навистина шумата значи за нас како граѓани, тоа е, може да кажеме слободно, и ненадоместива штета. Растение кое речиси искоренето, пијанец. Исто име има и овој регион во Делчевско, кој според изгорената површина настрада најмногу во пожарите што летово ја зафатија Северна Македонија. Најагленосаните падини на планините во пијанечкиот регион е селото Нов Истевник, за кое многумина првпат слушнаа кога здивеа пожарите. Местноста Мокра ливада, на која се наоѓа имотот на семејството Никовски, била под опсада со денови. Одино патуваше кон нашите згради и нашите имовина без пат да се движи по земја. Не гореше воздушен простор. И така дојде ред и време не зафати објекти, куќи, 7-8 објекти, 2 куќи изгореа,
кои беа стварно богати со храна, со други млечни производи, со сирење, со фрижидери кои беа напунети со храна. Цело лето, цела година што сме собирали храна, беше во овие куќи тука. Никовски спасиле една од трите куќи на поширокото семејство, а и од помошните објекти останале само тулите. Изгореле фармите со свињи, крави, овци, дел од пчеларникот. Велат дека имале сточна храна со тони и голема количина производи за продажба како млеко, сирење, месо и мед. Животните што ги спасиле сега се пуштени на отворено, спијат каде ќе стигнат и јадат што ќе најдат. Имотот не било сигурен. Јас имам поднесено документи и до локалната самоуправа, имам поднесено и до МВР. Од МВР беа пред 36 часа на лице место и они како вас слика, документи не ни дадоа, рекоа дека накнадна проценка на штетата ќе имало како се наодат објектите у таа состојба, ништо да не дираме ние. Дали ќе дојдат или не, ние оставаме на нив. Од општина Делчево потврдуваат дека процедурите се отпочнати. Ние комисија веќе имаме формирано, овде во оваа комисија членуваат 5 луѓе и се повикува овластен проценител кој што врши проценка на штетите и на сите имоти на луѓето, дали тоа се однесува на шумскиот фонд, на овоштарници, на куќи, помошни објекти. Имаме досега поднесено во општина Делчево 116 барања за обештетување. Општина Делчево има околу 28.000 хектари шума, а летово изгорја речиси 2300. Тоа се околу 8% од тамошниот шумски фонд. Изгорени се 231.300 метри кубни дрвна маса, чија вредност се проценува на околу 8,5 милиони евра. Секако, значи, ова мора да се санира, настаната е огромна штета, која што представува и за Делчо и Пехчево Беро целиот шумски пожар кој што се случи, тоа се белите дробови на овие три помали градчиња и мора, значи, ние како генерација тоа да го санираме. Трогателна и застрашувачка се зборови со кои само делумно може да се опише гледката од двете страни на патот Делчево-Пехчево. Делница по која пред овој август беше уживање да се помине со возило или велосипед. Во соседните Беровско и Пехчевско изгорија речиси 2400 хектари или 180.000 кубни метри дрвна маса. Од национални шуми проценуваат дека штетата е над 15 милиони и 200.000 евра. Со тим на Беровската подружница на Национални шуми Малешево бевме во извидница на опожарената борова шума над Будинарци, селото што го спасуваа бројни домашни екипи поддржани од пожарникари од Австрија и од Словенија. После пожарот се пристапува нормално, ова сега треба да се осече. Дел од дрвната маса гледаме оти може да се употреби. Најверојатно тоа цената ќе биде намалета, пошто не може да оди опожарена дрвна маса со редовна дрвна маса што е. После се пристапува кон пошумување. Гледате овде дека тоа е се повеќе црбор, пошто одговори надморската височина, тоа е негде околу 800-900 метри, можда до 1000. И мислам дека ние заедно 3 до 4 години тоа да го санираме. Покрај национални шуми, штета имаат и собствениците на приватни шуми. Од нивното здружение велат дека се работи за голема економска и еколошка штета, зашто шумите се основа за развој на Малешевијата и од индустријски и од туристички аспект. Одредени подрачја кај што има море, нели тоа е бенефит и тоа е апсолутно од Бога дадено богатство, е кај нас тоа се шумите. И сега, ако дојде ред на овој или на овој начин да ги снема што од пожари, што од илегална сеча и така натаму, си ја сечеме гранката на која седиме. Во Кумановско најмногу настрадаа шумите во општина Старо Нагоричане. Во целиот регион горело над 124 хектари, при што е опожарена дрвна маса од околу 10.000 кубни метри. Штетата се проценува на 1 милион и 200.000 евра. Ова е атарот на селото Степанце, поточно местност викана Тополче. Пошумена со бор пред повеќе од 50 години. За многумина токму ова беше најубавата борова шума во регионот, но од неа сега останаа само јагленосани стебла. Русе Кипријановски е шумочувар на овој предел повеќе од 2 децении. Се подсетува на сликата од пожарот, чиј пламен се издигнувал над 50 метри во височина. Иако е долг процес, вели мора да се планира обновување. Че мора да се обнови ова, да се направи гола сеча.
да се на нула да се очисти. Значи ова е опожарено, нема никакви теоретски шанси повеќе природно да се пошуми самото. Ќе мора вештачки ние со садници. Пошто гледаме климатски услови се повеќе и повеќе опекотини, горештини да. Најмалку 50 години ќе му треба. Теренот го извидуваа заедно со раководителот на Кумановската подружница на национални шуми Јуан Бајрами. Тој вели дека веќе е формирана комисија од стручни лица што ќе ги одреди следните чекори. Шумарски инженери кои ќе излегуваат на терен, ќе видат ситуацијата што е како е и ќе носат одлуки со какви садници, чистење на шумата. Значи, нормално ќе треба да се предвидат и средствата со кои света тоа ќе се направи. Пожарите зафатија приватни имоти во Кумановско, а уништија и семејни бизниси. Ова се домот и фармата на Ивица Петровиќ во близина на селото Четирце. Докато ја да дојдеше од таму до здола, гасеше с неколку души луѓето и од село селјани. Веќе докато да дојде до дека они го оган го потпати мој штало, горе други спрат 420 бале детелина прва класа. Една бала детелина ти е просек 5 евра. И ја доаѓам до штало, да влегнам у штало нутра и туи жена ми, керка ми, готово кравја рикасва, плачесва исто како јаганчиња да блеев и не можеше да влегне више, готово крај. Почна други спрат тој талпе, даски, греде, тој да се пали да пада доле врз краве, врз стоку, врз свиње, врз праси. Огнот за среќа не го зафатил сеното меѓу фармата и семејната куќа во која живее со сопругата и двете деца, па домот е спасен. Нема што више да живееме, готово крај. Нема ништо, тоа не беше екзистенција, зима смо по некој динар од месец до месец, да школуеше деца. Беше еден среден живот, добар живот, али сега на нулу. И имотот на Петровиќ не е осигуран, а надлежните најавиле дека допрва ќе прават проценка на штетата. Од јавното предпријатие Национални шуми велат дека до средината на август годинава регистрирани се 135 шумски пожари на околу 10.000 хектари. Тоа се речиси 450.000 кубни метри опожарена дрвна маса. Штетата се проценува на околу 31 милион евра. Предпријатието има законски рок од 2 години да направи санација на теренот, што подразбира чистење и пошумување. Штетата ние ќе доставиме сега комплетен извештај до владата. Владата ќе ја разгледа, ќе донесе своји заклучоци и ќе утврдиме на кој начин ќе се надомести таа одредена штета која што настанала со пожарите. Секако останува опожарената дрвна маса. Таа дрвна маса ќе оди нормално при чистење на теренот, мора да се елиминира и доколку е во одредена состојба да се продаде, така што ќе се најдат начини сето тоа да се надомести. При тоа има и други начини на финансирање според проста проширена репродукција, дел државата го надоместува тој дел, така што има модел. Меѓутоа, уште еднаш би кажала дека финансискиот и материјалниот дел ќе го надокнадиме, другиот дел од штетата е значително тешко да се надомести. На овој човек од Делчевско нов истевник, локалните власти веќе му градат нов дом, зашто зимата би ја дочекал на отворено. Куќата што ја проголтал огнот била се што има. Ова е прв светол пример за сега. За следните ќе треба да завршат бирократските процедури. Предупредувањата до власта дека носењето нов закон за легализација на дивоградбите стимулира непочитување на законите и нелегални градби не допреа до владиниот врв. Таму се составува нова верзија на законот, откако првата не помина во јавноста и кај шефот на државата, зашто одеше исклучително широко со опфатот. Пример за последиците од најавеното озаконување на нелегалните градби е дивоградбата во општина Газибаба, случај за кој известуваме во низа. Додека институциите да постапат, објектот го добива финалниот лик, а откако ќе помине законот, ќе може и да се легализира. Петар Клинчарски за овој и за сличните примери што почнуваат да се множат. Новото нацрт законско решение за легализација на дивоградби го мина филтерот за мислења и забелешки од јавноста. Што ќе биде прифатено, а што отфрлено, ќе одлучи владата, пред да го достави на гласање во собранието. Процедурата на консултации траеше неколку месеци откако председателот Стево Пендаровски не го потпиша претходно донесениот закон за кој гласаа и мнозинството и опозицијата. Министерот Благој Бочварски уверува дека сега биле земени во предвид мислењата на експертите.
во делот на заштитените подрачја имаме уште повнимателен пристап, со што верувам дека после донесувањето на конечната драфт верзија која што ќе оди до собрание, ќе имаме можност и да ја информираме јавноста за конечниот текст. Законот се носи во период кога во земјава има уште 140.000 нерешени барања за легализација на објекти изградени до 2011 година, поднесени според стариот закон. Законот пак, кој не помина кај шефот на државата, а делумно изменет ќе оди на повторно гласање во парламентот, дава право на легализација и на објектите изградени во последнава деценија, што многумина го критикуваа како решение што поттикнува нелегална градба. Еден таков објект, кој почна да се гради додека траеше дебатата во собранието, е зграда зад поликлиниката Ченто во скопската општина Газибаба. Парцелата на која се гради е државна, а на неа имало привремени објекти, кои во меѓувреме биле трансформирани во приватна сопственост. Во јануари, со полициска асистенција, општината отстранила тараби околу градилиштето. Во мај, камерата на 360 степени регистрираше дека се прават темелите. Кога ни стигна потврдата од општината дека станува збор за дивоградба, во јуни, објектот веќе беше близу до карабина. Месецов, тој го добива својот конечен изглед. Според градоначалникот на Газибаба, општината донела решение за прекин на градбата во јуни, откако тоа не успеало со отстранувањето на лимената ограда во јануари. Таквото решение, инвеститорот Исни Адеми го обжалил пред Државната комисија за одлучување од втор степен, која на 15 јули му ја уважила жалбата. Во решението, Државната комисија го опоменува инвеститорот да ја прекине градбата и да достави соодветна документација во рок од 30 дена. Но причината што второстепениот орган одлучил во полза на Адеми се процедурални пропусти кај општинската инспекција. Тој не бил присутен на надзорот, а решението кое било донесено на 11 мај му било врачено по пошта еден месец подоцна. Со тоа, комисијата смета дека е направена повреда на постапката, бидејќи не му била дадена можност да се запознае со надзорот во законски предвидениот рок пред да се донесе решението. Други забелешки се: диспозитивот на обжаленото решение е нејасен, неопределен и неразбирлив и не ги содржи сите податоци од член 141 од Законот за градење. Нема наведено која градба од која категорија, кои се димензиите, исто така не е наведена катастарската парцела на која се наоѓа градбата, имотниот лист во кој е заведена. Градежниот инспектор при општина Газибаба во повторената постапка, имајќи ги во предвид укажувањата, правилно да ја спроведе постапката на инспекцијскиот надзор и во записник правилно и целосно да ја утврди фактичката состојба за предметот. Коментар за пропустите кои во пракса го продолжуваат животот на дивоградбата во Ченто, побаравме од општината Газибаба. Одговор нема. Последниот став што го добивме од градоначалникот Борис Георгиевски беше пред 360 степени да го обезбеди решението на второстепената комисија. Не препозна грешки во своите редови. Ние донесовме решение за безусловно рушење и отстранување на објектот, без разлика дали тоа ќе биде на наша или на сметка на самиот собственик. Чекавме одлуката на второстепенот, бидејќи инвеститорот тоа го вложи. Не враќа назад за да можеме повторно да ги разгледаме сите доказни материјали во смисла дали постоело градба на тој објект, каква градба имало таму, дали паралелно се запазени роковите од наша страна и роковите, така да постапката како управна постапка е во тек. Кај градежниот инспектор моментално е на годишен одмор, се надевам дека за ден-два ќе дојде и полека ќе го реши мој проблем. Додека да заврши бирократскиот лавиринт, спорниот објект најверојатно ќе биде готов. А тој не е единствен на таа локација. Мештани доставија поплака до нашата редакција дека во непосредна близина се крива уште една дивоградба на државно земјиште. Според податоците од катастарот за недвижности, парцелата на која се гради на вистина е во државна сопственост. Слично како и во соседниот случај, на земјиштето претходно имало објект кој сега е во приватна сопственост. Прашавме во општината дали објектот се гради со дозвола и каква, но не добивме одговор. Неодговорено остана и прашањето за анонимната кривична пријава за десетина други дивоградби низ Газибаба, изградени во последните години за кои општината замижала. По пријавата која ја потврдува Скопското јавно обвинителство, се сомничат и инвеститорите и службите во локалната самоуправа, едните дека граделе незаконски, а другите дека работеле несовесно.
Пред 3 месеци, градоначалникот Ѓорѓиевски рече дека во Газибаба нема дивоградби, туку само обиди за нелегални градби кои општината ги контролира. Додека пак се решат сите овие случаи, многу веројатно е дека ќе биде донесен новиот закон за легализација на дивоградби, кој ќе обезбеди озаконување на сите дивоградби по 2011 година. Тогаш, која е смислата да се гради легално во Македонија? Во продолжение ќе го видите интервјуто со поранешниот председател на Бугарија Росен Плевнелиев, што го направи колегата Владимир Мирчевски. Разговорот се фокусира на два пункта. Можно ли е Бугарија наскоро да добие политичка влада и какви се изгледите и условите за деблокада на евроинтеграцијскиот процес на Северна Македонија. Плевнелиев, кој е инженер по компјутерска технологија од Техничкиот универзитет во Софија, беше шеф на бугарската држава од 2012 до 2017. Предходно од 2009 до 2011 беше министер за регионален развој и јавни работи во една од владите на Бојко Борисов, позиција поврзана со управувањето на парите од ЕУ. Формално не е член на партијата на Борисов ГЕРБ. Господине Плевнелиев, како би ја опишале моменталната политичка ситуација во Бугарија и зошто, според вас, досега не се формираше политичка влада? Благодаря ви за поканата за това интервю. В България се намираме в преходен период между доминацията на Бойко Борисов, който спечели всички избори в България от 2006 година насам и доминираше политическата сцена за 15 години. И след доминацията на Борисов се търси нова устойчива политическа формула, която още не е намерена. За това ще ходим за трети път в рамките на тази година на избори. Това, което можем да обясним с едно изречение е, че враговете на Борисов се обединиха, но той продължава да бъде достатъчно силен и дори и сега е първа политическа сила. Именно за това и тази нестабилност. От 6 политически партии 5 са срещу Борисов и въпреки това не им стига, за да могат да направят устойчиво правителство. Но сме сигурни, че само след няколко седмици ще имаме правителство и президент в България. Според вас, какви се изгледите дека нови парламентарни избори ќе донесат решение на актуелната политичка криза? Мога категорично да се ангажирам към вас, нашите приятели в Скопие, че след идващите през ноември парламентарни и президентски избори, България ще има свой нов президент, свой нов министър-председател и нов парламент. Няма шанс тази нестабилност да продължи повече, защото и хората тук са уморени от избори до дупка. Така че след изборите през ноември ще има и правителство, и министър-председател, и президент. Господине Плевнелиев, вие сте со бекграунд од ГЕРБ и пред изнесло време изјавивте дека оваа политичка партија не може толку лесно да биде оттргната од политичките процеси во земјата. Дали според вас ГЕРБ може да се надева на игра за формирање влада последните избори или сепак мнозинството треба да се бара во договор меѓу така наречените протестни партии во земјата? От 2006 година насам, вече 15 години, политическа партия ГЕРБ е водещата политическа сила в България. Включително и на последните избори, които се проведаха през 2021 година, ГЕРБ продължава да бъде първа политическа сила, въпреки сериозните удари срещу нея. Нещо повече, всички други политически партии се обединиха около това да елиминират тотално ГЕРБ и от политическия живот, и от властта. Но това няма как да се получи. Не е възможно, въпреки обединението на всички срещу ГЕРБ. Затова има два варианта от тук нататъка. ГЕРБ има своите партньори, своята сила и е възможно да направи коалиционно управление. Разбира се, ще видим какъв ще е гласът на народа. Също така е възможно и ГЕРБ да не участва в следващото правителство, което ще се формира в края на ноември от политическите опоненти на Бойко Борисов. Но така или иначе е повече от ясно, че българите се умориха от избори, правителство ще има. Актуелниот председател Румен Радев од Блед изјави дека притисокот во Бугарија на тема Северна Македонија расте и допрва ќе расте. Тој дури ги повика и релевантните политички партии во Бугарија да го имаат тоа во предвид. Дали вие гледате можност за деблокада на евроинтеграциите на Северна Македонија во следните месеци
и под какви околности би било тоа? Знаете ли, каквото и да говорят политическите лидери, има нещо отвъд политическото говорене. И това са реалните резултати, реалните реформи, които хората да видят, да разберат. Много е важно нашите приятели в Република Северна Македония, нашите братя да разберат, да, ние сме като братя и като братя сме се изпокарали в момента. И понякога тази караница точно между братя, като че най-тежката и най-трудната за решаване. И тя ще се реши не с натиск отвън. Тя ще се реши между нас, когато седнем и честно постигнем резултати, така че и двете страни да се убедят, че въпросите се решават. Съединените щати ще продължат да натискат България, защото в Скопие вярват, че Съединените щати са стратегически партньор. Но те са стратегически партньори на България. И не забравяйте, че България купува за милиарди американски самолети. България строи газопроводи за милиарди, където американската газ да може да стигне до Европа. Така че само с натиск от Съединените щати или от Европейския съюз, където да, Република Северна Македония получава разбиране и България получава много ясен сигнал, че трябва да се намери решение. Но България е член на Европейския съюз. Решението е много елементарно, скъпи приятели, и на мен ми се ще управляващите, лидерите в Скопие да го разберат. С натиск няма да стане. Не стана с Гърция, няма да стане и с България. Ако погледнете назад във времето, преди повече от 25 години, лидерите в Скопие имаха шанс да изберат дали да се конфронтират с Гърция, която е държава членка на Европейския съюз и НАТО, или да сътрудничат с нея, да се намери решение по проблемите. Избраха конфронтацията. Това забави фатално интеграцията на Република Северна Македония в европейската общност. И 25 години по-късно, слава Богу, бе намерено решение. Сега имаме същата ситуация. Този път лидерите в Македония трябва, в Република Северна Македония, трябва да я решат за себе си. Дали ще тръгнат на конфронтация с една друга държава, членка на Европейския съюз и НАТО, или ще се търси решение, диалог и разбирателство, сътрудничество. Решението е в сътрудничеството. Какво трябва да се направи? Много просто. Направете това, което вече направиха в Албания. И няма кой да ви спре. Защото за разлика от Република Северна Македония, Албания направи честно преброяване, видяха се всички малцинствени групи, появи се и българско национално малцинство, то получи своите права и ние не можем нищо да кажем, защото европейските ценности бяха спазени. Република Албания направи също така реформи, смени учебниците, каза истината за идеологията на комунистическия режим, подписа договори за добросъседство, които работят. От тази гледна точка, с натиск, просто само и с лобиране не е добър път, за да се решат проблемите между Република Северна Македония и България. Трябва действие от страна на Скопие и резултати. Това ще отключи портата, независимо кой и да управляващия в България. Конкретно околу тоа дека треба некакви активности или чекори од Скопје, што во овој меѓупериод, според вас, може и треба да направат властите во Северна Македонија за да го олеснат евентуалниот компромис, кога за тоа би дошло време? Добре е нашите приятели и братя в Република Северна Македония да разберат един много важен принцип. Да, НАТО е геополитика. И именно за това България подкрепи Република Северна Македония безусловно за членството в НАТО, защото това е геополитика. Но Европейския съюз е ценност. Решението на проблемите между България и Република Северна Македония се базира единствено и само на европейските ценности и не е трудно за постигане. Но и двете държави трябва да се придържат. Какви са тези действия, които трябва да бъдат направени в Скопие така, базирани на европейските ценности, че никой да не може да ви спре. Нито България, нито който и да било. В моите очи те са много елементарни, но все още не са направени. И Република Северна Македония трябва да извърви този път и трябва да направи тези реформи. Първо, европейската ценност е да няма език на омразата. Когато аз бях държавен глава, се наслушах ден след ден как България, ние българи сме татари, фашисти, окупатори. Една добра думичка не се каза през всичките тези години. Дайте да се обединим,
че езикът на омразата трябва да остане отзад и настрани, когато става въпрос за отношенията между двете държави. Защото това е европейска ценност. Второ, добросъседството е европейска ценност. Ние имаме договор за добросъседство, но в България има усещането, че той не се спазва. След 2019 година, когато Република Северна Македония стана член на НАТО, този договор не се изпълнява изобщо. Преди това имаше надежда между 2017 и 2019. И вие трябва да разберете притесненията на София. Тук хората казват и обществото е абсолютно обединено, че добросъседството е важен, изключително важен принцип, европейска ценност. Вие трябва да знаете, че България преди 30 години имаше много тежки проблеми за решаване, именно добросъседски, с Гърция, с Турция. Знаете ли, че повече от 150 години българската пропаганда обясняваше как Турция е враг номер 1, турско иго, Турция е окупатор, убиец. Но ние намерихме сили в България в рамките на добросъседските отношения и подписания договор за добросъседски отношения между България и Турция да решим всички въпроси преди 25 години. Та ние имахме териториални проблеми с Турция по едната на река Резовска. Ние променихме учебниците в България и казахме истината. И вече не е турско робство, а е османско владичество. Децата в България се учат на толерантност. Те знаят истината за този период, а не просто само пропагандата. И днес България е голям приятел с Турция. Виждате, че миграционният натиск към България е практически нулев. Но това са добросъседски отношения в действие. Какво трябва да се направи в Скопие? Договора за добросъседство трябва да проработи. По същият начин трябва да има минимум едно писмо от Скопие към Организацията за Обединените нации, което да бъде разчетено като отказ от териториални претенции. Защото, скъпи приятели, навсякъде се говори за Северна Македония, Северна Македония, Северна Македония. Но правилното име е Република Северна Македония, защото това е държавата. А Северна Македония е географски регион. И вие трябва да разберете, вашите български приятели и братя, че в Северна Македония попадат и части от България. Самият аз съм раждан в Гоце Делчев, живял в Благоевград, които са част от българската част на географския регион Македония. Но да, България приема държавата Република Северна Македония. И държавата Република Северна Македония трябва да прати едно писмо, най-малкото в знак на добра воля към България, до Организацията на Обединените нации, до Европейския съюз и да каже: да, държавата Република Северна Македония не бива да се идентифицира с географския регион Северна Македония, защото тя е една част от него. Докато това не се случи, няма как да се случи европейската ценност за върховенство на правото и отказ от териториални претенции. Затова обобщавам, скъпи приятели, има реформи и работа за вършене. В Албания ги направиха и те са днес по-напред. Направете честно преброяване. Дайте шанс, ако има българско малцинство, които са достойни граждани на Република Северна Македония, които спазват нейната конституция и нейните обичаи, така както в Сърбия има българско малцинство и той има своите учебници, той има своите права, така както в Албания има българско малцинство. Дайте шанс при едно честно преброяване на харвати, на българи, нека и те да бъдат вписани в конституцията, така както и други нации, които днес определят народа на Република Северна Македония. Ние, още веднъж да го кажа в прав текст, не е вярна пропагандната теза, че България оспорва вашият език. Това не е вярно. Не е вярно, че ние оспорваме вашите територия или вашето право на самоуправление. Това не е вярно. Единственото, което България иска, е европейските ценности да се спазват. Да няма повече език на омразата на държавно ниво. Да няма териториални претенции. Те да се изключат веднъж за винаги. Да стане ясно, че договора за добросъседство работи. Така както България сключи такива договори с Сърбия, с Румъния, с Гърция, с Турция и те работят. Когато тези неща се свършат, никой не може да ви спре и аз ви пожелавам успех. Господин Плевнелиев, ви благодаря много за това интервю. Успех, благодаря. Всичко добро. По пораките од Плевнелиев одиме на нова пауза за реклами, а по неа и првото издание во новата сезона на Саботажата.
Северџанизирањето како профана конструкција култивирана во нивниот двор со која божевно се деградира националната особеност на неистомислениците би можела да биде легитимирана, ама само ако барем при селекцијата во собствениот кадровски расадник не се занемарува важноста на личниот идентитет. Обзнануваме дека Левица го поддржува независниот кандидат Перо Камиказа, познат урбан лик во Скопје. Јас не сум Перо Камиказа, за жал. Затоа кој не се потребни специјални документи од земјата е толку мала што секој го познава. Само не се знае кој е против кого и кој колку тежи. Затоа се потребни математички формули. Решението на равенката ќе биде познато кога ќе се утврди дали деленикот може да се множи сам со себе. Максим против СДСМ или СДСМ против Максим? Максим тргна против Максим. Никогаш не може да биде Максим против Максим, тука сега Максим е Максим на квадрат. Се разбира, политиката не е аритметика и ниедно правило тука не важи. Оти е навистина не математички со одлука утврден архинепријател, правосилно прогласен за предавник да биде амнестиран од истите партиски судии и обвинители, кои што драконски го санкционира. Заради действување спротивно на интересите на ВМРО-ДПМН, но и на Македонија, заради силна соработка со Зоран Заев, Централниот комитет го разреши подпредседателот на партијата Митко Јанчев. Би сакал да известим за одлуките на извршниот и Централниот комитет на ВМРО-ДПМН, на кои се поддржаа 10 кандидатури за следните локални избори за градоначалници. 8 кандидат е господинот Митко Јанчев, кандидат за општина Кавадарци. Придонесот кој одредени личности го даваат за политиката е несразмерен со тоа што таа им го возвраќа. Незината улога е толку соопфатна што на многумина политичари таа умее да им ги решава проблемите, а знае да биде од голема помош и кога незините кадри одредуваат својот начин на живење. Често пати сме говорили демек за некои луѓе да не беше политичката партија, немаше да се оженат. На крај испадне и јас мојата сопруга партиски да се запознаеме. Предност за тоа има градското крило, но не е дека ниту тие кои доаѓаат од внатрешноста немале со што да се истакнат, иако е невообичаено некој да се представува како мангуп од скопскиот асфалт кој им ги крши срцата на момите од Горњи Милановац, а да нема поим каде било централното сврталиште и тоа во периодот кога низ главниот град се газело со руска машина. Не, тогаш немав таков мотор, имав мотор за Пострумица. Добро. Да, но со колата доаѓав. Имам Влада Самара. Со Влада Самара бев главен фраер. У 90. Тропикана, што каже председател. Не знам де. Не знам, јас сум из Струмица и ја не познавам баш многу добро Скопје, али не у центру града сигурно. И на крајот, време е за честитка. Вам и на сите македонци, каде и да се, честит Великден, Илинден се извинувам. Се препорачува поголема концентрација за денот на државноста и веќе е јасно кој подсесно, ама и реално, има потреба од политичко воскресение. Завршуваме, ова беше првото наше издание во новата сезона. Ќе се гледаме секој понеделник и петок на Алсат од 22 часот. До следното наше издание в петок, пријатно.